Благодарам, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Денес сум во посета на Виница и Виничкото кале како дел од моите теренски активности кои што ги имам во текот на годината. Можам да кажам дека по цели 7 години институционално запоставување денес конечно се враќам овде во Виница со конкретни инвестиции и проекти од областа на културата. Општина која што веќе подолго време беше оставена надвор од стратешките културни политики. И тоа се менува. Денес покажуваме дека и помалите општини како Виница заслужуваат системска поддршка и внимание, особено кога станува збор за заштитата на културното и историското наследство. Точно каде што сме овде на археолошкиот локалитет Виничко кале е откриено едно од најзначајните богатства во македонската археологија, тоа се теракотните икони, уникатен културен феномен со ретка уметничка и духовна вредност. Овие икони со својата символика, стил и содржина сведочат за ранохристијанското минато на овој крај и представуваат врв на културното наследство не само во Виница, туку и во цела држава. Во 2026 година, да напоменам дека Министерството за култура и туризам преку своите институции, Националната установа Национален конзерваторски центар Скопје, Националната установа Археолошкиот музеј Скопје и локалниот музеј Теракота Виница ќе започне со реализација на сеопфатен проект за истражување, заштита, конзервација и ревитализација на локалитетот. Проектот вклучува целосна конзервација на објектите и на бедемите, структурна стабилизација, како што зборувавме пред да дадеме изјавата, таму каде што се загрозени деловите, потоа како современи археолошки истражувања, што ќе овозможат и долгорочна заштита и достапност на локалитетот, се разбира за јавноста, бидејќи тоа е всушност и целта ваквите локалитети да бидат отворени за јавноста. Да напоменам во изјавата дека денеска освен овде ќе ги посетам и локалните институции од областа на културата. Сакам да нагласам дека општина Виница во изминатиот период вложи значителни средства и напори во обнова на културната инфраструктура. Завршена е реконструкцијата на киносалата, која доби покрив и фасада, а целосно е обновена и сината сала при Домот за култура Тошо Арсов, простор кој денес повторно живее со културни настани, концерти и театарски представи. Виница мора да остане значајна точка на културната и на економската мапа на државата и овој модел на успешна децентрализација ќе продолжи да се применува во сите градови во целата земја, затоа што секоја општина заслужува и еднаков пристап кон културата, развој и иднина. И после на крајот од вечерта ќе го посетиме и всушност ќе биде отварањето на фестивалот In Vino Veritas, кој што е символ на хуморот и на сатирата во Виница. Јас сум бил на тој фестивал веќе 4-5 пати, што како посетител, но што како и активен учесник, а еве и денеска ќе го отворам фестивалот како министар за култура и туризам. Ви благодарам, доколку имате повеќе некои прашања, може и некои од директорите од стручните лица да земат збор и да кажат подетално во однос на Виничкото кале. Благодарам.